Високите температури може да бидат резултат на голем број на пожари, како секое лето, така и ова, затоа треба да знаеме како правилно да реагираме во таква ситуација, односно доколку има повредено лице, како да му пружиме некоја основна прва помош додека надлежните служби да реагираат. Ова утро заедно со мене е доктор Емилија Чутановска, која што ќе ни појасни, ќе ни открие повеќе информации во овие рани утрински часови како да помогнеме на лице повредено во пожар. Добро утро и добро дојдовте во утринската за почеток. Добро утро на сите гледачи. Ја земавме куклата до нас за да покажуваме всушност како да помогнеме на некое лице доколку му е потребно, нели, белодробно оживување. Дали тоа се смета за лице кое што е, мислам, дали ова е една од оние причини за лице кое што е во животна опасност, односно најголема животна опасност во случај на пожар? Пожарите во последно време се многу актуелни, меѓутоа во такви ситуации сем лицето што може да западне во витално загрозувачка состојба, како што рековте, да изгуби витални знаци, да е потребно срцево белодробно оживување, освен таа повреда што е најбитна од витална важност, може да настане исто така од витална важност лицето да изгуби свест, да западне во кома поради задушување од чадот, отровните материи што се испуштаат при температурата, меѓутоа лицето може да се здобие и со изгореници. Зависно од степенот на изгореници, длабината, значи на ткивата што се оштетени, локализацијата, површината што е опфатена, некои пати тие изгореници може да бидат да доведат до шок и тие да бидат од витална важност, значи за итно пружење и прва помош. Најпрво може да прикажеме како се дава поточно срцево белодробно оживување, иако имаме зборувано за ова во утринската, може накратко да покажеме, па потоа дојдете си позади слободно, таман да се гледа убаво. Би го затекнале на местото, меѓутоа пред се потребно е нели ние да се заштитиме, да не се изложуваме на ризик во случај на пожари, меѓутоа таа оставам нели на другите за личната заштита, за справување во таквите ситуации, доколку наидеме на лице кое што е во таква ситуација, условите дозволуваат да му придеме, треба да направиме комуникација со разговор, дали ме слушаш, дали си добро, да го протресиме за рамењата, да видиме дали е свесен или нешто се случува понатаму. Доколку лицето не реагира на тие дразби, потребно е да се зафрли главата наназад, да се отвори долната вилица за да се ослободат дишните патишта и понатаму да се наслониме со увото и образот врз носот и устата на повреденото лице, а погледот да ни биде према градниот кош, за да видиме, слушниме и почувствуваме дали лицето диши. Доколку сето тоа отсуствува, значи лицето нема витални знаци, потребно е да се направи срцево белодробно оживување или пак доколку ја правиме постапката додека изброиме до 10, викаме 10 секунди, гледај, слушај, чувствувај, доколку чуеме присуство на агонално дишење или гаспинг, што значи мозокот нема кислород, се бори на се бори нели мозокот за кислород, се препознава како кркење, гушење, стомакот подрипнува, слушаме како да хрчи, меѓутоа не чувствуваме воздух и тоа не значи дека лицето е во длабок сон, потребно е да се реанимира. Напоменавте пред малку, односно пред да покажуваме за дека нели лице може да се онесвести во таква ситуација, мислам тоа е нормално за таква ситуација, како да реагираме со лице кое е онесвесто? Значи доколку првичниот преглед е тој, доколку лицето нема нели има отсуство на овие витални знаци, гаспингот го спомнав, отсуство на респираторните функции, потребно е срцево белодробно оживување. Меѓутоа доколку при прегледот забележиме дека тоа е присутно, потребно лицето е да се постави во оваа странична положба или положба на опоравување. Сега тука дискутабилно дали ќе се врти према лево или према десно, меѓутоа сето тоа може да биде ограничено, зависи од теренот. Можеме да помогнеме ако не можеме да го свртиме лицето? Значи доколку не може ради некоја повреда или теренот нели не дозволува вртење, дали левата положба или десната, доволно е само лицето да биде легнато со главата завртена на страна, исто како кога спиеме. На тој начин, значи, со самото поставување во оваа положба на опоравување се ослободуваат дишните патишта, односно јазикот се извлекува за да може лицето, нели, јазикот да не го проголта и воедно да дојде до истекување на секрети од уста, да не дојде до задушување. Многумина велат дека при вдишување на чад
Во такви ситуации помага да се пијат млечни производи, млеко, јогурт. Колку е ова точно? Па ние во првата помош конкретно, значи, мислите доколку станува збор за изгореници на дишните патишта? Па да. Доколку, значи, што спомнав, прво треба, ако зборуваме за изгореници, да процениме на кое место се тие изгореници, понатаму која е нивната длабина, локацијата, површината што е опфатена, возраста на пациентот е битна. Во ситуација на изгореници, поготово се она што е опфатено како изгореница во пределот на лицето или главата или градниот кош, мора сериозно да се свати, затоа што нормално при вдишување на тие токсични, како да ги кажам, химикали што се ослободуваат од температурата, доаѓа до изгореници на дишните органи. Можеби ние, нели, не може тоа да видиме што се случува внатре во организмот, меѓутоа доволно е да забележиме дека таквото лице околу носот, устата би имало ние црни како сајди, отежнато дишење, засипнато зборува, може да има и вртоглавици, повраќање, меѓутоа тоа може да биде и манифестно и неманифестно. Овие изгореници, поготово од пожари, некој пат може да дадат и подоцнежни, како да кажам, реакции, затоа се препорачува да се побара лекарска помош. Инаку таквите лица од таквите места треба да бидат извлечени на свеж воздух, значи надвор од опожареното место, доколку лицето е во безсознание, не реагира на дразби или чувствуваме дека е поспано, не комуницира како што треба, нели нереални некои одговора, треба да се постави во странична положба, доколку нема витални знаци, да се започне со срцево белодробно оживување или пак доколку има изгореници, да се третираат тие изгореници. На лицето може од време на време, значи она што зборувам за полесни, поблаги изгореници, да му се дава само течност малку колку да ја одржува влажноста на устата. Значи тоа се препораките за првата помош. А во однос на изгореници по телото, изгорениците, Претпоставувам ладни облоги или не? Најпрво е битно да се изгаси, нели, доколку лицето е се уште опожарено и така натаму, па нели да доколку има потреба, зависи од ситуацијата, да се третираат изгорениците. Се она што би се затекнало слепено на кожата на телото на повредениот, дали биле тоа облека или саат, накид и така натаму, доколку е слепено останува, значи со сила ништо не треба да се одстранува, понатаму што подолго испирање со ладна вода, едно 15 на 20 на минути местото се лади и се заштитува со што повеќе слоеви газа. Кај изгорениците, она што спомнав, зависно од локацијата, степенот, површината што е опфатена, некој па треба да очекуваме дека и од таа изгореница лицето може да добие шок, па превентивно да се интервенира со подигање на екстремитетите нагоре, или нормално тоа што може да се подигне доколку екстремитетот не е повреден, да се следи состојбата и да не се заборава да се повика бројот 112 за да испратат соодветна екипа за да му помогне на повреденото лице. Се разбира, тоа е најважно од се, но за пред да пристигнат, ви благодарам што убаво ни појасневте како да реагираме во таква ситуација. Благодарам и на вас. Се надевам дека со внимание слушавте, со оглед на тоа дека доктор Емилија Чутановска, освен што ни даде прекрасни информации во односно оваа тема, односно важни информации, секако и детално ни прикажа како да помогнеме, односно како да дадеме срцево белодробно оживување на лице на кое што му е потребно.